Парите, значи, да резимирам, ги потрошивте само по две основи. 20 партиски вработувања, а претходно тука зборавте општина Битола е пренатрупана. Ај сега да споредиме, дали беше пренатрупана тогаш или сега ја наполнивте. Ми поставив советничко прашање на Комисија за финанси, во која добив одговор дека имаме тројца ново вработени. Официјално добив одговор на мене, срамота е. Срамота е. Што вика колегата, мојот вчера дискутиравме, тројца има тука во салата, тројца ново вработени. Тука во салата, да, неќам да ги споменувам луѓето со име со презиме, нормално, имаме во салата тука тројца ново вработени на администрација, сега ќе ги гледаме. Да прошетаме низ дворот, ќе видиме уште 15 други. Значи, штаб на ВМРО ДПМН ја претворивте општина Битола за 6 месеци. Штаб бе, штаб. Штабче, направивте штабче. Со парите на граѓаните. За оние 20 вработувања кои што зборувавте, не е точно дека тие се вработени, односно тие се ангажирани, како што вие ги ангажиравте, изминатите години 20 лица по агенција за вработување, бидејќи оние кои што заминуваат, природно е дека треба да се земат лица што ќе работат до нив, да научат работата и подоцна истите да превземат работата, да нема кочење на процесите. Општина Битола, тогаш, предводена од СДСМ, случила 6 договори за курири, доставувачи преку приватна агенција. На ангажираните курири има исплатена плата за месец февруари-март 2020 година. Иако е евидентно дека не вршеле достава на решенијата за вработување. Договорите на куририте се со важност до 31.7.2020 година и до 31.12.2020 година 35% од вкупниот број на решенија не биле доставени до врзниците. Значи, во превод, биле плаќани лица кои што не ги извршиле евидентно во ревизорскиот извештај, меѓутоа си земале плата. Се разбира, партиски војници.